Гдомовскиот домобран кому Канческа, Трајановски и Груевски му ја доверија задачата за ситна пара да ја облагороди оградата на еден од скопските мостови е истиот оној, што заборавајќи дека е јавна личност ја обнароди тезата дека обрежувањето, односно сунетот, со доаѓањето на власт на Заев ќе биде законска облигација. Соочена со собствените зборови, оваа уметничка душа обелоденува дека во светот на човеколиките тој само се обидувал да ја продаде својата приматска духовитост. А вие се замарате со моите зафрканци на Фейсбук, на кои вашата странка се напалила, се извинувам, ама како млади мајмуни. За разлика од културните промотери на партијата, конструкторите на незината правна идеологија, не сметаат дека конкурентите од другата страна и припаѓаат на таа сорта, туку во рамки на таа востановена практика да се прават анимални паралели. Тие ги сместуваат во групата на примитивни, ама не многу популарни цицачи. Политичкиот опосум, ќе кажам што е опосум, тоа е едно животно торбар, кое е едино животно на светот, ако го касне змија не може да го отрои, бидејќи чудно животно. А тоа е нашиот Зоран Заев. Тој нагон таа потреба сепак да се најде токсин со кој можеби нема да му се скрати, ама ќе му се загорчи, ако не физичкиот, тогаш политичкиот живот на опонентот добива специфична содржина кога во функција ќе бидат ставени народни субстанции, познати по својата висока цена на чинење. Заев ја загуби власта и во Струмица. Ви благодарам. Советникот Мето Витанов од ВМРО Народна партија, кој беше во коалиција со СДСМ, премина во коалицијата за подобра Македонија. Ви благодарам. Струмичкиот совет треба да избере нов градоначалник, нови директори на јавни предпријатија и се што следи. Поради несериозноста на централното раководство на ВМРО Народна партија, си давам оставка од партијата. Понатамошниот мандат во Советот на општина Струмица ќе го водам како независен советник, поддржувајќи ја советничката група на Социјалдемократскиот сојуз. Ви благодарам. Овој неуспешен обид за демократско преземање на власта, на кое тежиштето му е ставено на поделбата на директорските места, е резултат на прецизноста при градењето на хаосен, државен, купопродажен концепт. Тие едноставни трансакции не придонесуваат само за ефектно губење или добивање власт, туку силно ја вивнуваат Македонија, високо на листата на земји во кои секој сака да живее. Последното мапирање направено според податоците на Обединетите нации покажува дека Македонија се наоѓа на третото место во Европа според бројот на иселени. Доколку се погледне мапата, може да се забележи дека 24,8% од македонците ја напуштили или се иселиле од Република Македонија. За овие бројки да растат рамномерно со националната определба, потребно е јасно да се означат и оние тројца кобни грешници кои освен тоа што добиваат квислиншки третман, стануваат и сериозна мета на пропагандната агресија. И тоа стрикно, без метафорички, да им бидат давани какви било животински карактеристики. Теута Рифи се почесто се спомнува како извор на корупција и криминал. Овие денови пишувано за незините 5 станови. Бета заработил богатство од 2 милиони евра во најголем дел за време на функцијата додека бил градоначалник на Гостивар. За градоначалникот на Чаир не е потребно ни да се пишува, ни да се чита, општо позната вистина е дека најкорумпирана институција е институцијата Општина Чаир. И на крајот, овие сознанија и фрапантни информации изгледа како баш да не допираат до оние што треба да ги чујат. Исто како и во Грција, така и во Македонија, најчесто сакаат да живеат албанците. Не е проблем тоа што во Македонија сакаат да живеат албанци, туку што картографите од Сител и го сгрешили името на државата во која тие сакаат да живеат.